Министерот за здравство Азир Алиу најави дека предлог законот за заштита од пушење на 24 март ќе се најде на владина седница, пошто ќе оди во собрание. Една од клучните новини е што терасите ќе може да функционираат како дел од пушење и со 2 отворени страни наместо претходно предложените 3. Според министерот, ова решение е донесено врз основа на научни анализи кои покажале дека воздухот во такви услови доволно се прочистува. Дека со 2 отворени страни просторот, значи терасите можат да се дозволат да се пуши, заради тоа што воздухот цури, се чисти воздухот внатре, квалитетот на воздухот, но од другата страна и од економска гледна точка, според структурата на градот и во другите градови, но уште еднаш напоменувам посебно во Скопје, поголем дел од тие угостителски објекти се со таква инфраструктура кој што невозможно е да имат 3 страни отворени, например аголни и така натаму, кој што од едната и од другата страна имате објекти, кој што вие не можете да срушите објект за да имате 3 страни отворени. Ние затоа ставивме во законот да може и кровот да биде отворен и да се третира. Веќе се докажа дека со третирање и на кровот како една од страните како отворена, воздухот за неколку секунди исто така се чисти. Сепак најголемата обврска за собствениците на локали ќе биде да обезбедат одвоен влез за делот каде што не се пуши, со цел да се заштитат граѓаните кои не консумираат цигари. Со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Фактички, идејата на законот е да ги штитиме сите граѓани кои што не пушат, а да им одредиме место на граѓаните кои што пушат, каде може тоа да се пуши. И со ова јас сум дефинитивно и како министер и како институција многу задоволен дека секој наш граѓан кој што не консумира цигари може да влезе во секој угостителски објект без да има пристап до местото, до просторот кај што се пуши. По консултации со сите засегнати страни, властите очекуваат брза примена со цел намалување на бројот на пушачи во земјата.